Словачка како земја членка на Европската унија останува на ставот дека балканската миграцијска рута треба да биде затворена, а земјите членки да действуваат поефикасно. Ова е ставот на амбасадорот на Словачка Мартин Безак, држава која досега има испратено 190 полицајци да им помогнат на македонските во справувањето со мигрантската криза. Виталном интересу Словачка република е да Од вителен интерес за Словачка е балканската миграцијска рута биде затворена, да се спречи криомчирањето. Нашиот принцип во менаџирањето на кризата е ефективната солидарност, односно секоја земја членка на Европската унија да придонесе на начин кој смета дека е наефикасен. Состојбата е стабилна, опак е и бројот на илегалните преминувања, кажа министерот за внатрешни на Македонија Оливер Спасовски, кој подлече дека потребна е заедничка координација и настап за справување со евентуален нов бран на бегалци. Само преку заеднички настап ќе можеме да се справуваме со идната криза доколку добие на интензитет. Сега за сега имаме стабилна состојба, дури и илегалната миграција е во сериозен пат. Министерот Спасовски тврди дека двата транзитни кампа се доволни за евентуално нова бегалска криза и нема потреба и причини од градење нови кампови. Ставот е на владата дека овие центри се транзитни, доколку добие кризата на интензитет, ние треба да бидеме подготвени да ги прифатиме тие луѓе хумано, како што го правевме тоа и до сега, и да понатаму ги транспортираме. Во наредниот период надлежните треба да одлучат и дали ќе има продолжување на кризната состојба на границите донесено од 2015-та. Прогласената кризна состојба на јужната и северната граница трае до 30 јуни. Собранието, по предлог на владата, треба да расправа дали ќе има ново продолжување на кризната состојба на јужната граница која што беше на удар од мигрантите од соседна Грција.